Да ги помириме минатото и сегашноста заради иднината на Македонија, порача председателот на македонската влада Зоран Заев пред денешното заедничко поклонение со бугарскиот премиер Бојко Борисов на гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас во Скопје. Очекуваме секој да се вгради себе си во процесите кои испишуваат нова историја за Република Македонија, истакна премиерот Заев и повика на заедништво. Историјата и минатото ги ставивме да бидат цврсти темели на кои што почнавме да ја градиме европската и евроатлантската иднина на Република Македонија, која што води до квалитетен живот. Го послушавме Делчев. Тој рече: нека не се губи времето. И се здруживме. Ги подадовме рацете меѓу нас и создадовме пат кон развојот. За развојот се потребни доброволно подадени раце на граѓани и народи кои се подпираат и поддржуваат и така заеднички чекорат стабилно напред. Потребни и се и стабилност и развој на Република Македонија. Денес, кога се поклонуваме пред загинатите за слободна иднина, со чист образ можеме да изговориме дека и нашите генерации минаа низ предизвиците и се бореа за право, за слобода и за човечки животи. Нашите генерации ја одбраа и ја одбранија слободната иднина. Председателот на владата на Република Македонија додаде дека регионот почна да се однесува европски и затоа заслужува шанса што членките на Европската унија и на НАТО го препознаа во Трст. Упатувам апел за максимална сериозност и ангажираност и од сите политички субјекти во државата и од институциите. Ова е заедничка иницијатива и акција. Денеска, кога правиме исчекор за новата приказна на Република Македонија, во периодот после најдлабоката политичка криза во историјата на современата државност. Повикувам повторно да го воскликнеме повикот од манифестот на Асно. Каква Македонија ќе изградиме, таква ќе ја имаме. И во новите предизвици да влеземе безпетно од минатото. Да го искористиме поводот, празнувањето на основањето на државноста на Република Македонија двојниот Илинден, кога е неминовно да се сетиме на сите што своите животи ги вградија во темелите на вековниот сон, македонската држава. Да изразиме жалење за неправдата за сите оние што настрадаа заради различни идеолошки и политички ставови. Во исто време, да повикаме на помирување на минатото и сегашноста во име на едината. Да се обединиме заради заеднички стратешки цели од исклучителна важност за едината на нашата заедничка држава, Република Македонија. По обраќањето на кое присуствуваа членови на владите и на парламентите на двете земји, представници на политички партии и на дипломатскиот кор, двајцата премиери Заев и Борисов положија цвеќе и се поклонија пред гробот на Гоце Делчев. Со денешната церемонија на гробот на Гоце Делчев заврши дводневната посета на бугарскиот премиер Борисов на Македонија, во чии рамки беше потпишан договорот за пријателство, добрососедство и соработка.